Не ми одговоривте. Втората страна дали треба да биде прикажана, објавена? Апсолутно, па како може да докажете кривично дело ако немате некој кој уживал во бенефитите? Ја и пред малку кажав, не ја знаеме кој сегмент на општеството ни е нападна, дали е безбедност. Она што го слушнав, систематската поставеност на МВР, па тоа е јавен документ. Влезете на интернет, секој МВР во светот ги имате како е поставена организација. Дали странскиот разузнавач треба и тоа не го одговоривте? Треба да биде прогласен за персона нон грата. Значи, прво треба да кажеме каде се сторува кривично дело. Ако е сторено на територија на Република Македонија, странскиот разузнавач може да биде класичен разузнавач, може да биде инволвиран во дипломатското представништво. Доколку поседува дипломатски имунитет врз основа на неговото работно ангажирање во дипломатско представништво, во таква ситуација тој се прогласува за персона нон грата. Во друга ситуација апсолутно подлежи на поднесување кривична пријава, на апсење и издржување на казна затвор. Зошто токму разузнавачите во големите сили, ако гледате во Русија, сите се членови на дипломатско представништво, значи врз ореолот на дипломатските имунитети и привилегии, значи може единствено да бидат протерани. Да. Или доколку имунитетот државата домаќин, односно која ги испратил им го одземе, во таква ситуација може да бидат гонети во кривична постапка пред судовите во домашната. Како доказ ве прашав, потребно ли е да биде покажано примо предавање на материјали? Ама апсолутно тоа е главниот момент во кој може судот да работи. Без таков момент може да биде приказка. Секому можеме таква приказка да направиме. И преку глава ми у тоа разузнавање, у времето додека бев таму, приказки за разни наши високи функционери во странство, во амбасади. Овој бил соработник, оној бил соработник, на крај кога ќе побарате документи, никој не дава документ. Значи мора да е документирано. Ние имаме со закон ЗКП. Праќање на интернет, дали е тоа доказ? Дали е тоа примо предавање на материјал преку интернет? Го видовме Санадер како дава документи. Имаше видеоснимка. Потребна ли е таква видеоснимка? Едноставно е прашањето. Или е релевантен доказ на интернет? Релевантен е само во ситуација доколку службата обезбедила налог од истражен судија. Налогот е обезбеден. Значи е доказ во постапката. Меѓутоа, одбраната има право да спори врз основа на таквите докази во два сегмента. Во веродостојноста на сегментот и во законитоста на прибирање на тој документ. Можно ли е овој помпезен шпион акција позадината да му биде за скривање на корупцијата и на криминалот во врвот на власт и за создавање шашма во јавност? Значи вака, директно ќе ви одговорам. Во Скопје, од моментот, од вчерашниот ден до денеска, бидејќи има многу пријатели во комуникација, слушнав безброј разни нивни варијанти за можноста зошто ова се случило. Значи, ние дојдовме во едно филмачиско општество каде од се прават филмови. Апсолутно ваквите афери во сериозни држави додека не се расчистат, бидејќи овдека колешката кажа дека имаме умешано странска земја, нарушување веќе ќе имаме на добрососедски односи, ако е тоа соседна земја или како што се вели некоја членка на Европска унија и на НАТО, друга земја се јавува. Значи сериозно треба да се пристапи кон ваквиот проблем. Значи целосно да имате докази, да ја завршите постапката, да го почитувате законот, презумпција на невиност и дури тогаш да излезете со званични документи. Една од предпоставките за кои се зборува е токму таа и вие што ја зборувате. Ако сакате искрено да ви кажам, предпоставки се зборуваат за поврзаност на некој од тие лица со покојниот уредник на Фокус Никола Младенов. Со Кежаровски новинарот. Со Кежаровски новинарот. Значи многу предпоставки се врт. И секојаш велам шпион се спојува со ликвидатор. Некој од владините трубадури новинари. Значи секојаш треба органите да бидат експедитивни, за да не оставаат простор, односно она што го кажавте да стекнеме доверба во нашите институции и тогаш да кажеме секоја чест ние веќе дефинитивно со криминалот на сите нивоа во државата се бориме. Најстрашно е ако правите од борба со криминалот политиканство. Значи тоа е најстрашно, политички реваншизми. Како коментирате реакцијата на Дамовски дека тоа било окей, него што Калошников. Очигледно ако психосоматската слика ја наблюдувавте, ова е моје видување, сигурно би експерти од оваа проблематика ќе ви кажат моите пријатели се изнасмеа на неговата реакција. Психосоматската слика укажуваше на тоа дека кај овој човек владее страв, кој страв сака да го избегне со ублажување на формата на искажувањето.
Значи сум апсел ноќе, Да. не сум бил у ситуација да ме апсат ноќе, Да. не знам да кажам како тоа изгледа, меѓутоа претпоставам од тие луѓе што сум ги апсел, меѓутоа тогаш имавме закон, правна држава, се апши се за дрога, вакви случаи, политиканства, такви работи никогаш не сме конструирале, меѓутоа со криминалот сме се бореле најчесно, најдобро што можевме и што умеевме согласно тогашните закони. Ние тогаш немавме ни средства за следење електронски комуникации, па во тој временски период да ви кажам, многу повеќе дрога беше откривано во Македонија, а бројот на наркозависи денеска во Македонија ви е за 100 огромен. пати поголем. Додека сте апселе, Да. еве да речеме за шпионажа, сте користеле ли влегувањето во домот на таа личност обвинета или осумничена за тоа, да земате и видео снимки со секс содржина, Порно како што содржина. со порно, како што синоќа објави еден од полициските портали, дека кај едно лице се земени и такви приватни снимки со порно содржини, на кои што имало и јавни лица. Вака сега, прво ова е прв случај на шпионажа, во тоа време кога се осамствуваше државата... Имале ли право да ги земат? Вака сега, од законски аспект, се што е врзано со кривичното дело. Значи, вршиш Шпионажа. претрес, си насочен, значи, ако доаѓам ја кај вас, ви давам налог од истражниот судија и ви велам во вашиот дом. Прво ви предупредувам да ги предадете предметите кои ги бараме. Значи, кои се предмет на кривично Да. дело, доколку вие тоа не се согласите, ние правиме записник. Па се повикуваат двајца полнолетни сведоци, од тоа тука отпочнува претресот согласно криминалистичко-тактичките правила. Значи при претресот се бараат предмети кои потекнуваат од кривично дело за кои имам налог. Да. Сето друго што ќе го пронајдам, морам да го известам судијата, а е исто така предмет на кривично дело. Мислам, бараме оружје, а пронаоѓаме дрога. Значи ние тоа не можеме да го отфрлиме како не е доказ во Имале постапката. право полицајците Меѓутоа, да го изгледаат тоа? приватни снимки и тие нормално е дека мора да го видат, меѓутоа не да го злоупотребат. Тука е нашиот еве го проблем. злоупотребиле Значи веќе. секоја злоупотреба представува кривично дело. Злоупотреба во смисол дека е објавено. Дека веќе кажале на одредени портали дека таму во тие порно снимки има јавни личности. Ама апсолутно тоа се праќа сигнал до некого дека тој е идниот што ќе биде Да. рекетиран, како што беше наведено и во пријавата, дека Да. некој го рекетирал. Бизнесмен, Не можев да. да сватам таму две кривични дела кои се неспојиви, изнуда и уцена. Изнуда ви е кривично дело каде употребувате сила. Уцена е кога некого му се заканувате. Генерално така стои во кривичниот законник. И сега не видов ни еден од тие да се занимаваат од тие лица што ги познам дека се изнудувачи, некои... Добро, но Нели? вие можеби не ги познавате. Амо изнуда е треба да примениш сила. Некои луѓе што Може би помна применувале се сила, со моја да. Вие конституција не и се можете- знае кој човек колку може да примени сила и кој од тие Така, луѓе таму, така. нели? Па не знам, не е Уцена, да. гаранција Уцена, физичката, да, е физичкиот гаранција. изглед. Е. Единствено ако употребуваат оружје и такви работи, меѓутоа Да. таква опасност во тие луѓе за употреба на оружје, лично некој од нив познам, не би можел да Да кажам. тврдите Некои се дека- далеко од службите веќе 20 години, некој 10 години, некој 5 години. И така да не можам да сватам во делот, сигурно истрагата ќе утврди Да. дали постои или не постои нешто во какви документи. Добро. Меѓутоа на крај е најтешко доколку она што го прашате не ви одговорив, доколку заврши истрагата, заврши судскиот процес и добиеме ослободителна пресуда за лицата, да кажеме, кои се инволвирани. Па ќе му кажат извини као на Дамјановски, може ќе треба и они да Не се може извинат. така, значи праќаме негативни сигнали. Може ќе се во извинат и нашето они. идно членство, меѓутоа праќаме слика на страв во самото општество. Да. Тоа е лошо. Па стравот е веќе присутен. Да, може би е добре дојден стравот во некој општество. Ви благодарам што бевте гост. Благодарам. И ние тебе, да.